Добар ден. Влегуваме во часот во кој понекогаш со оглед на ризиците пред кои сме исправени и секундите се важни, но овој пат ќе се задржиме на предпоставките што оваа влада остава, што следната ќе треба да преземе како ризик, особено што постојат три глобални предизвици. Тоа е, меѓу другото, донесувањето на буџетот и евентуалната финансиска консолидација пред новиот бран или пред излезот од ковид пандемијата, актуелната и тековна енергетска криза и се разбира сосема известно дека ние се уште немаме јасен план на реализација на капиталните инвестиции. Кој друг ако не Горан Рафајловски, финансиски консултант и аналитичар. Господин Рафајловски, се уште сме на ниво на политичко калкуланство кој ќе дојде и кој ќе владее. Но ми се чини дека и овие што заминуваат, и овие што ќе дојдат, во основа имаат три големи предизвици. Според вас, кој е најважниот во овој миг тековен? Дали е тоа енергетската криза или евентуално финансиските дубиози што може да ни се појават во санирањето и на енергетската криза и на здравствената криза? Има една стара арапска поговорка која вели дека кога ќе земете жена која веќе била мажена, во овој случај едната партија превзема државата од другата партија, може да биде малку трудна и малку повеќе трудна и да има неколку деца на страна. Према тоа, во таа ситуација немате право да се буните во каква состојба ќе ја начекате касата или државниот трезор кој треба да го крстиме така како што треба да го крстиме. Значи, вие сте се нафатиле, вие се борите за да дојдете на позиција и кога се борите, многу да се буните на таа тема дека нешто не ви чини, немате право. Треба да сте добар, треба да се снајдете и треба да знаете како. Тоа е многу важниот момент. Имаме сега еден огромен проблем кој јас веќе го нотирам повеќе од месец дена, месец и пол, иако не сум енергетичар, дека државата и раководството во државата ни спие за енергетската криза. Значи, ако веќе знаеа... Само еден месец и пол наназад. Старите велат на лето се купува дрва, на лето се копа јаглен. Еден и пол месец наназад зборувам дека спијат, а иначе спијат малку подолго. Зашто, да пример, во мај месец Италија го купи целото производство на Босна и Херцеговина на струја. Ако Италија го купи целото производство 2 години однапред, зарем немаат толку контакти нашите да се јават, да прашаат зошто е така или да купат, да влезат во системот, а италијаните нешто малку помалку да добијат по онаа цена по која тогаш што се продава. Значи, не сакам да верувам дека имаме толку неспремни на позициите и во државната администрација и во министерствата, а вклучително и тие што ги водат собствените ресурси или ресурсите за таа работа. Не сакам да поверувам дека толку се неспремни, но сум сигурен дека утре е нов ден беше главната флоскула за времето на целото владење на оваа влада, значи во буквална смисла на зборот, утре е нов ден. Се што може да се биде е купи ден, продај ден. И ние од почетокот се однесуваме така, и бидејќи се однесуваме така, сега имаме енергетска криза, која што не баш така лесно ќе ја решиме. Косово нема да ни даде јаглен. Ние одамна немаме багер сериозен за ископ во рек Битола и заради тоа немаме резерви, а да биде трагедијата поголема, ремонт на блоковите не е направен со години сериозен, и бидејќи не е направен сериозен ремонт во рек Битола, вие имате ситуација да таа не може да произведува не со полн, него ни со 60% од капацитет. Ако имате 3 блока по 200 мегавати, а вие не можете да произведете ни 300 мегавати, или 330, 350, замислите во овој момент, по цената на производство, која нема да кошта повеќе од 60, да кажеме, евра по мегават, да вие да треба да плаќате 200 евра по мегават. Каква штета нанесувате на државата? Оставка е малку кажано за тие луѓе што се на тие позиции таму. Обично, кога имаме некоја поплава, имаме некои други несреќи и така натаму, заседава влада, се прават кризни штабови и така натаму. Енергетскава криза и движењето на светските берзи на енергетика, тоа стои веќе 4-5 месеци наназад. Како ни еднаш владата
освен стратегијата на Ману, не рече чекај да видиме кај сме ние. Што прави менеджментот и во МЕПСО и во ЕСМ за да обезбеди стабилност и на преносната мрежа и особено на производството на енергија. Тоа значи дека бега од проблемите или мислеа дека паушално може да обезбедат лесен увоз на струја? Сигурен сум дека мислеа дека и беа убедени од главните добавувачи дека ќе обезбедат лесен увоз на струја и дека цената на струјата толку нема се поскапи и дека и во разговор со нив они да знаеле на кое ниво ќе било цената, сега ќе биле милионери и така натаму и така наваму не е. Значи, за да бидеш милионер треба да имаш милиони за да купиш однапред, па да ги продадеш понатаму, што значи ако не го знаеле тоа или не го предпоставувале, тогаш се лоши во бизнисот што го работат исклучително. А ако немале пари за тоа да го направат, тоа е веќе друго прашање и тоа е капацитетот на фирмите што го имаат. Иначе, ако ми објаснат дека не го знаеле тоа, а работат со таа струка, тогаш се дефинитивно лоши во струката во која што ја работат. И јас сакам да влезем у теориите на заговор дека оваа влада сака да остави што полоша ситуација за секој што ќе ја наследи ќе има прилично дубиозни предизвици. Значи, јас уште еднаш ви кажав, кога ја сакате невестата, а веќе била мажена, трудна е. Значи, тогаш или не ја сакајте невестата, или ако ја сакате невестата, таква е каква што е, ќе си ја прифатите невестата, што значи воопшто нема зошто да се жалите на таа тема, дека тој сакал да ви остави многу повеќе дубиози и заради тоа вие ќе пропаднете брзо за 2 месеци, 3 месеци, 5 години. Кај нас се докажа. Постојат исклучително два силни партиски блока од постоењето кои практично се менуваат на власт. Значи, го имате ВМРО-ДПМН и го имате СДСМ. Тоа се многу силни два организми. Многу сакате и вие новинарите често да ги поистоветите со шефовите на партија, па дали едниот ќе го глорифицирате, другиот ќе го омаловажувате, тоа е неважно, комплетно, но тоа е во зависност од блокот на која страна, како, за кого навива и така натаму, и тоа е видено. Кај нас и со сама е нормално, значи секаде во свет постои. Да не се лажеме дека не постои. Ако отворите амерички канали, кога слушате Fox е едно нешто, кога слушате CNN е сосема друго нешто и така натаму. Но, двата партиски блока, оној момент кога ќе се затворат сами во себе или ќе го победат едниот партиски блок, тогаш немаат веќе противник, нема некој што ги буцка, чепка и така натаму, се затвараат во сами себе и доживуваат емплозија, однатре се распаѓаат. И ако тоа не го приметија со текот на времето шефовите или менаџерите на партиите, тогаш се исклучително лоши менаџери, а не го приметуваат. Значи, најмногу тоа во тој систем најдобро функционира Али Ахмети и одлично функционираше Никола Груевски, затоа и не ги губеше изборите, бидејќи секогаш кога ќе дојдат на врвот, тој го растураше целото раководство, исто го прави Али Ахмети, го растура, ги маргинализира и носи нови луѓе. И така, ако не може да се бори со надворешен непријател, се бори со внатрешен. Не во партијата, во владата, поише околу Али Ахмети. Но сега да ја сведеме работата на резултанта. А тоа е, дали мислите, прво две работи, дали мислите дека е битно ние за стратешките прашања, а мислиме стратешки, а мислиме спорот со Бугарија, дека прашањето на струјата е веројатно кризно и стратешко прашање во момент за политичките фактори. Што тоа да се направи? Важно е да им се препушти на менаџерите или е важно да се донесат рационални одлуки? Значи, многу треба да бидат одлуките рационални, не е важно колку ќе чинат, струјата сигурно ќе поскапи, значи тоа е сигурно, тука да не се лажеме на таа тема. Државата веројатно ќе мора многу да интервенира на најсиромашното население, да му овозможи да си ја плати струјата или да му најде начин, бидејќи до вчера продававме инвертори на тие луѓе за да се префрлат од тврдо гориво на електрична енергија,
Сега тие инвертори најаднаш ќе престанат да работат, го немате тоа. Сега ќе почнеме шумите да ги Ние сечеме. подитно треба да тргнеме со гасификација, гасификација до секоја улица, до секоја зграда, значи подитно треба да тргнеме, не да спиеме и да велиме гасификацијата работи. Значи ништо не работи. Со гасификацијата нема да ја ја премостиме ова тековна Не, криза. тековната нема шанси. Тековната ќе ја преместиме, единствена слободна струја во моментот има во Норвешка, ќе си ја платиме по 200 евра колку што е сега. Сега треба да се плати, не е важно дали утре може да биде поевтина. Преносот ќе не кошта уште 15% бидејќи е како за нас е предалеку и со таа струја ќе кажеме ве обезбедивме. А понатаму ќе работиме, да го поправиме рек, да донесеме нов багер во рек Битова, да почнеме да произведуваме струја, да заработиме, да направиме повеќе енергетски, да го изградиме, не дај Боже, Чебрени галиште, ностоп што го ветуваме и така натаму, да направиме нешто повеќе за енергетика воопшто во Република Македонија, Северна Македонија, ме караат ностоп, не можам, не ми оди. Значи, да го направиме тоа и на крајот, многу е важно, треба храбри одлуки. А храбрите одлуки можат да донесат луѓе што знаат. И партиите овој пат, ако сакаат да дојдат во ваква криза и да се успешни, ќе треба тие луѓе да ги најдат од страна, но тие луѓе пак ќе треба да бидат спремни да остават се што имаат, да остават бланко, некој да го чува, ако нема кој да го чува, некој во некакво мирување, а но и партиите ќе мораат да ги приберат тие луѓе во своите органи, бидејќи не верувам дека човек што не е во органите на партијата може да биде успешен министер, ни па успешно да си го води ресурс. Горан Рафајловски, финансиски консултант, гостин во утрински брифинг. Да ја поврземе оваа димензија со многу важното прашање, а тоа е донесувањето на буџетот. Донесен е нацрт планот за државната каса. Дали во планирањето овие столбови можат повторно да го изместат релативно избалансираниот буџет, се разбира, со дефицитот што се предвидува, или ќе мора ново задолжување, ние и без тоа ќе мораме дефицитот за ново задолжување, во она смисла во која ќе мора повторно да се прелеваат од едни во други финансиски садови средствата и така натаму. Што според вас мислите дека донесениот буџет може да го дерогира во онаа смисла во која една е доброто планирање, друго се реалните животни процеси. Меѓу другото и социјалните трансфери за соладување на сиромаштијата. Јас мислам дека буџетот ќе мора малку да се прекрои во некој дел. Не целосно, само во некој дел, баш околу овие социјални трансфери и баш околу оваа струја и купување на струја, да видиме колку ќе не чини тоа, бидејќи не дај Боже ако сопре. И ако сопрете струја, ќе сопре во производство, ќе имате уште поголем пат во економијата, уште пострашни моменти, уште пострашен ефект на сиромаштијата. Што значи, сега веќе влеговме, имаме проблем и тој проблем мораме да го решаваме и тој проблем ќе го решиме така што ќе предвидиме нешто повеќе средства на таа сметка за тие пари, а ќе намалиме некоја друга капитална инвестиција што сме сакале да ја направиме. Сигурно е добро смислена, но за жал нема да оди, бидејќи сега сме во таква ситуација во каква што сме. Дали и овој пат, овој буџет, де факто, ја планира или ја создава атмосферата дека сивата економија на индиректен начин како да немаме волја да ја совладаме на начин на кој ќе алиментираме значаен дел од сивата економија. Ние имаме висок процент на неплаќање на даноци, на диви економии и така натаму. Што можеме тоа тука да се направи? Генерално јас повеќе пати зборувам за ова, сега ќе го кажам експлицитно. Имате повеќе сегменти каде што можете сивата економија комплетно да действувате на незе и за 3 до 5 години да ја доведете во извонредна рамка од 10%, а не 40% колку што е. Првиот ви е законот за сметководство, вршење сметководствени работи, каде што ќе се стегне регулативата, во која што регулатива компаниите ќе мора да си го плаќаат дословце тоа што го сработиле, тие што ги работат извештаите ќе одговараат за напишаното. Вториот дел
Што е исто така... Вие на одреден начин и тоа го правите. Тоа значи сметате дека сметковителите се мешетари кои директно... Не сметам дека се мешетари, туку дека имаат премногу слобода во некој дел, а премалку одговорност, што им се имплицира и на ниската работна цена за трудот што го даваат. Значи, знаете, едно со друго се е поврзано. Да, оние ќе бидат подобри, ако малку се подобро платени или повеќе подобро платени, кога нема да бидат на маргините, туку ќе бидат важни и така натаму. Вториот дел, колку тоа може да доведе до поголем степен на прибирање на даноците? Па најмалку ќе намалат сивата економија за 10% за 5 години. Од 40 на 30. Најмалку. Јас тоа ви го гарантирам. Исто втор дел, што е многу важен, значи, државата да почне со едукација, да даде однапред училишта, водоводи таму каде што ги нема, да се изгради патишта сериозни и да почне со едукација, плаќајте го данокот, а најдобро ќе го постигне тоа со фискална децентрализација, каде што повеќе на општините нема да им дава пари за ништо, доколку сами не се изборат со своите даноци. Тогаш општините ќе бидат или градоначалниците исклучителни собирачи на даноците во рамките на својата општина, кога ќе знаат дека директно од средствата од ДДВ и од другите даноци ќе им припаднат на сметка, нема да отидат прво во државата. Има 7 до 8 општини данокот за имот не си го наплаќа. Да, и кога нема да им дадете ништо, и кога ќе им се исцели цела општина, зашто би постоело? Или ќе го наплаќаат, или не треба да постојат. Значи, нема милост. Најтивка ерозија на држава се прави со сива економија и со иселување на луѓе. Значи, тоа се двете ерозии што може да уништат држава. Ние сериозно работиме на двете, да ги постигнеме до врвни граници и да не постои Република Македонија или Северна Македонија или како сакате кажете. 30 години сме во перманентна криза. Не сега ме прашам дали оваа криза ќе влие на економските, политичката криза, составување влада, долга влада, нова влада, стара влада, компензации на разни основи. Но може тоа да го забави овој процес на финансиска консолидација на одреден начин. И како тоа ќе се... го забавуваме со години. Ние имавме излегување од собрание, па насилно недавање на власт, па договори наводно како се вика, па друго, па пето, па десето. И постојано имаме председатели на држава што спијат и не свикуваат кризна ситуација. Која е функцијата на председателот денешен ако не ги свика партиите да ги праша кој ќе ја прави новата влада? Не е работата само да ја срушите оваа, треба да направите нова влада. Каде е председателот? Зошто го плаќаме? Тоа би значило преедуцирање на овие фази на... Никакво преедуцирање не е кога веќе на маса ќе ви седнат и ќе ви кажат дека ние имаме 61 да ја бутнеме оваа влада. Какво преедуцирање е тоа? Да ги седнете, да го сработите тоа? Што е тоа преедуцирање? Значи, воопшто не е. И од таа причина мора да разговараат сите. Мојот став е дека 2,5 години не треба да имаме избори. Или ако имаме избори за 30 дена да бидат. Так, штрак, и другиот да ја направи владата за уште 30 дена и да не ги гледам како се натегнуваат. Значи, и тие им се многу, поготово што не имаме криза за струја. Да не ги изгасат светлата. Значи, луѓе, имаме проблем. И од таа причина, пред се сметам дека не сме да има нови избори сега. И брзо. Како ќе се договорат политичките чинители, тоа е нивно. Затоа се таму и треба да се договорат. Ако сакаат брзи избори, тогаш мора некој во техничката влада многу сериозно да се зафати и да ја сработи, да биде техничко-политичка влада, а не некого да жртвувате како пион и да го изгорите за 60 дена. Добро, благодарам, тоа беше Горан Рафаедовски во првична бриц анализа што би можело да не очекува во предизвиците меѓу новата влада или старата влада, кризните столбови, енергетика, ковид и така натаму, и се разбира донесувањето на буџетот кој предстои веројатно за овој состав на парламентот, зашто во секој спротивен ние ќе имаме привремено финансирање на државата, а тоа е едно од лошите политички потези.